Здравствените работници упатуваат апел до граѓаните за одговорно однесување за време на празниците, особено при користење на алкохол и пиротехнички средства. Неконтролираното консумирање алкохол може да доведе до сериозни здравствени проблеми, а неправилното ракување со пиротехника предизвикува несреќи, кои често завршуваат со повреди и пожари. Дополнително се советува да се избегнува купување пиротехнички средства од нерегистрирани продавачи, бидејќи тие може да бидат неисправни и опасни. Одговорноста кон личната и туѓата безбедност е клучна за празничниот период да помине без инциденти. Граѓаните на Скопје организираа протест за побрзо решавање на проблемот со загадувањето на воздухот во градот. Протестот, кој ќе се одржа на плоштадот, има за цел да го привлече вниманието на надлежните институции и да ги поттикне на преземање конкретни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Учесниците на протестот бараат зголемени напори за намалување на индустриското загадување, подобрување на јавниот превоз и забрана за старите автомобили со висока емисија на штетни гасови. Исто така, тие истакнуваат важноста од информирање на јавноста за опасностите од загадениот воздух и за потребата од почитување на еколошките стандарди. Во Црна Гора се случи несекојдневен настан. Жена роди бебе во таксивозило на пат кон болница. Возачот, кој првпат се нашол во ваква ситуација, останал смирен и помогнал додека семејството чекало пристигнување во здравствената установа. Бебето и мајката се во добра здравствена состојба, а настанот го привлече вниманието на јавноста. Таксистот изјави дека ова искуство ќе го памети за секогаш и додаде дека е среќен што се завршило успешно. Хутитите објавија дека успешно лансирале ракета која го погодила аеродромот Бен Гурион во Израел, но израелските власти ја негираа оваа информација. Според израелската воздушна одбрана, ракетата била пресретната пред да предизвика штета или жртви. Инцидентот дополнително ги заостри тензиите во регионот, со хутитите кои тврдат дека ова е одговор на израелските дејствија. Израелските медиуми, пак, посочуваат дека безбедносните мерки на аеродромот остануваат засилени, а летовите се одвиваат според распоредот. Најмалку 50 палестинци го загубија животот во нов израелски воздушен напад во појасот Газа, јавуваат локалните медиуми. Нападот бил насочен кон густо населена област, предизвикувајќи големи разорнувања и дополнителни страдања за жителите. Палестинските власти го осудија нападот како продолжение на серијата насилства во регионот, додека Израел тврди дека целта биле воени објекти на Хамас. Хуманитарните организации предупредуваат на зголемена криза, барајќи итен прекин на непријателствата. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека словачкиот премиер е подготвен да понуди платформа за преговори меѓу Русија и Украина. Според него, иницијативата е позитивен чекор кон наоѓање дипломатско решение за конфликтот. Словачкиот премиер ја нагласил својата подготвеност да посредува, истакнувајќи дека е неопходен дијалог за да се намали тензијата. Досега нема конкретни датуми за евентуална средба, но предлогот се гледа како можност за нова фаза во мировните напори.